Ја имам таа мана. Не знам да лажам. Второ, кога ме родила мајка ми, место кичма шипка ми ставила. Не знам да виткам кичма. И трето, ја не можам кога идам по улица и гледам некого тепаат, ја да вртам глава на друга страна. Морам да прашам зашто го тепаат. Тоа ме кошта до тука да стигнам во кариерата. И на Христијан му ставиле шипка место кичма, ама алуминска. И закана до граѓаните, ако гласаат у Карпош уште еднаш за ова раководство, Него ќе го прашат Карпошани за. Тие никого не прашуваат. Видеон Бранко како пројде со такви апели да не пројде и он така. Да трошиме пари, дајте да испорачаме тоа што е сработено. Граѓани се видели ваков талент за Деца, политика? ај бегете. Ене ги на прозор гледаат овде, за Мицковски се спремаат да гласаат. Ај бегете. Сте видели ваков талент у македонскава политика? У 30 Па години. Васкеве гласаме. А он не е свесен дека му местат све ВМРО-вци пред него да идат. Тие 100% се некои од невработените или имаат останато некоја фамилија невработен. Не. Па се плашат немој да тропнат на избори, па да му каде останат е он се невработени. шетал за граѓани да го застанат и да му речат вака и вака. Кој се шета, татко му и жена му бегаат по она Делфина паркот у Влае. Не сме да се појават. Се шетаат, многу се шетаат. Зашто? Па не знам. Многу се задоволни Не граѓаните знам зашто и да се не ги задоволни застанат многу. и да не може да си отидат дома, викаат Бегаат. браво, алал да ви е многу убаво се живуваат. Бегаат од Делфина. Јас Сигурно е тоа. тоа слушам и од Чаир дека исто. Ова озбилно, преска зборев со Чаир. Вика изет меѓу не сме у Чаир да излезе за полица. А сигурно многу му Тоа се честитале тоа се за у одлично преносна завршена смисла, ама работа. вика многу има изгубена поддршка у Чаир. Вика. На еден куп луѓе вика што им обеќаа таму дека ќе ги вработат, ќе завршат работа, вика не се не може да Уште ли завршат. веќе вработува до каде? Абе не знам до каде. Па америчка администрација да беше, ова ќе беше многу, па не за македонска. Ама морале да вработуваат, не знам дали го слушавте од пред некој ден. Вели го прашуваат зашто во Министерството за администрација не се почитувал законот за двојазичност. И он вика закон мора да се почитува, ама имаме ние 10 пати поголем обем на работа од претходната администрација, од претходната влада и заради тоа немаме доволно преведувачи кои што може да ги преведат соопштенијата и на македонски и на албански, па заради тоа малце чудни објаснувања има. Сега мора да се вработуваат преведувачи. Еве, ако има тука гледачи кои што разбираат и албански и Тешко, македонски, нама нека се и бугари с вама. Нека се пријавуваат во влада да преведуваат соопштенија за да се почитува законот. Не знам, ја како што се сеќавам, вие кога се носеше законот за двојазичност, вие бевте во коалиција со ВМРО, така? Христијан Мицковски беше претседател на партијата. Он беше против. Што викаше неуставен бил законот. Абе како се све уставен? Ќе видиш сега и ова за јазикот што треба вамо на уставен суд и тоа нема да смее да помине како. Ќе вршат притисоци све. Нема добро. Он беше против, како се вика закон, било морало да се почитува. Не ми е јасно. Па види, пред избори си у сфера на фантастика, кој ќе дојдеш после избори си у сфера на реалност. Јас сваќа реалноста која му е. Но вие почињаат да лажат и урокот една недела, урокот 2-3 дена. Излегува на говорница тоа што го пуштивме видеото е од пратенички прашања кога беа пред недела и пол. Ама ова се ти не збори за недела дена, значи он дента на пратенички прашања вика ајде ако сте сигурни ајде ако сакате ќе идеме на избори уште одма, а сигурни сте дека сакате, ако не ај ќе идеме. А сега вака. Другиот ден Филип ќе му вика добра ај ќе идеме и он вика не, нема да идеме, тоа трошок е. Ме среќи одават граѓани. Ама другиот ден го кажа дека му е трошок, а сега кажува дека го среќава Ај пуштете го пак кај што вика ајде одиме на избори. Гледате му ги потезите се. Исто го имитира Вучич. Да, чаламџе. Чаламџија, значи почнува да се чалама. Знаеш кога човек не е ишлифуван. Да. Вучич е уличен тип, се тепал, се навијач бил. Разбираш? Овој Носел пиво у партија. Овој гледај. Му носел на овој како се каже? Шешен. На Трамп. Него му бил Трамп најдобар. Најдобар пријател. Не, Трамп му бил на Шеше му бил најдобар. Он така збори. Да. Не гаѓа он. А добро. Што добро? Тоа е. Вучич му бил пивоносач. Ќе пушти ми таа слика, ама пред да го видим ушеднаш овој нашиот талент, домашниот талент. Пошто барате од мене да се повлечам да го вратам мандатот, не знам дали сте сигурни дали сакате да одиме на избори. Ако сакате, додиме.
Еве, ако сакате, додиме. Ако сте сигурни дека сакате додиме на избори, додиме да се провериме. Еве, заедно со локалните да направиме едни парламентарни, па додиме. Ако сакате, еве, ја нема проблем, одма сега да договориме работа. Актуализира за предвремени парламентарни за идната година, вашиот став останува исто или? Па не, па видете, сега јас тоа сум го кажал и повторил многу пати. Граѓаните не сакаат предвремени парламентарни избори, тоа е јасно и на сите анкети тоа се говори, дури има и такви минувачи што на улица ме стрекјаваат што самите кажуваат дека повторно вас ќе ве гласаме, зошто да трошиме пари, дајте да испорачаме тоа што е сработено. Првата изјава го гледате Вучич. Го имитира Вучич, а втората правиот христијан. Го гледате Цвикатор. Оригиналка. Маче. Мец. А првата Делија. Првата, што да ти кажам? Едно Абе како може премиер да лаже? Тој дел од мозокот не ми е развиен мене. за Како може лажење. премиер да лаже? Ако кажеш идеме, што е проблем? А па ја не знам овој Филипче што не му прифати, требаше кажеш станувам Ма му готово, прифати. прифатено. Дај. Ја бе као Филипче А, му искачам, прифати. еве ти рука. Нареден ден излезе Нема на нареден пресконференција. ден, искачаш, пружаш рука. Може би Ајде, требаш. одиме на избори. Ама и Али Ахмети исто тоа напри наредниот ден сите пиша Ахмети истиот ден. Ахмети истиот ден. Добро, не е битно. Ама колку му е глупава тезата. Значи, пошто ова видео има продолжеток, не го оставив за да, да можеме поише и ние да коментираме. Значи, вели, граѓаните ме молат да нема избори, они пак ќе гласале за нас, немало потреба, ќе сме потрошеле пари, и после тоа подоле во изјавата вика, ако ние имаме лош резултат на локалните, ќе одиме на избори за да преиспитаме довербата на граѓаните. И сега тебе ако ти е поентата да заштедиш пари, воопшто нема да размислуваш за избори, ќе тераш мандат од 4 Овој се години. такмичи со еден претходен премиер кој викаше ќе оспуштиме сидрото да одиме напред. А ја мислам Како да го викаше? надминем. Вертикално дека и Не. хоризонтално. Ова е надминато, ова е за 200 дена. Надминато. Ова е за 200 Надмина. дена надминато. Овој математички, овој ги знае тие Овој математички. го Знае што е надмина, хоризонтала, готово. што е вертикала. Ѓорги Јованов вика земете далинското мечка да не го фрли по телевизорот, да знаеш дека далинското ми го зема Стив. Ево. Да. Иначе стварно ќе лакнам од телевизорот. Значи ја човекот е не знам. Зашо? не Мечка, се ги зашо немаше ти многу. треба он да се нервира? Ти треба да го нервираш него, не Вчера он тебе. објаснав Еве Наталија, ќе ти каже Еве Наталија. Ја едино сум фрлил телевизор со далинско единствен пат. Кога беше на тоа? Пред недела две, па за пратеничките прашања. Да, суши Сања лаже. Божиновска која викаше дека е голем патриот. Суши лаже човекот, не виде на работа. Ја не ќе го нервирам, шо ја да фрлам, он нека фрла. Па ја го нервирам, ама он ми враќа. Како ти враќа? Е, па ме нервира со лажење. овакви лаги. А. Лаже. Ти прави Он за емисии. инат, за Ти инат. прави Не емисии. лаже, он е Ја мислам истина. дека он иде на варијанта што поише лаги кажано, дека народот ќе се навикне и ќе тера после. Да. Абе, ние Мицко сме пиратка, брат. ние сме Како? ние сме тука како може да лаже. Ние ќе подсетуваме. Идеме дале. И одма? Ајде. Зашто бе одма бе 20 минути имаме емисија, ќе завршиме за пола сат. Чека се, уште ќе збориме што Ова е. како Просто ова- ко граф. ова- Локални и парламентарни ако се заедно нема дополнителни Ама трошок зошто се бидејќи ретерира? Ама прашањето е зошто ретерира? Зашто се мац. Мац. Зашто се одма мац. Е па овие Нели ај на избори ќе идеме, а Овие што му и овие викаат- викаат ај на избори, овој мац. премиере не идете на избори, ќе гласаме па за тебе, па ти имат некој невработен од фамилија. Абе, Ама никој не му зошто- кажа зошто- така. Никој не му Лаже, кажа. лаже. Кој на нас никој што не ни рекол секој ден почнувате у 9:30, Свака вечер. така и на него. Не се Еве десува. Стив нас ни кажал нека ќе застане по бензински со народ кога се возиме. Дали некој ни рекол почнувате у 9:30 или сите ни Кажува супер сте, ама почнете еднаш на време. Зашто ретерира ми е прашањето се? Изгледа од сите брзини најака му е рикверцот. Таа ја обожава. Рейс. Рикверцот му е најдобар. Уресијста. Колот. Нема добро. Можеме му е омилена се, не навлагам у тие детали. Поентата е политичар бега од предвремени избори, предвремено сошуење со народот, односно со граѓаните, единствено ако има лоши резултати на анкети. Мислите дека толку драстично е паднат рейтингот па за да
за да влегува во ваква авантура, да блефира со идење на избори па да се повлекува? Ја морам да бидам искрен, не гледам задоволство кај граѓаните. Од ослободување 45-та до денеска нема влада со полош старт. Стартот му е многу лош. Колку е тоа? 4 месеца? Јуни, јули, август, септември, октомври, веќе 6 месеца. Скоро 6 месеца. Стартот му е катастрофа. А ако по утрото се познава денот, 58 пратеници нема да има никогаш повеќе. Па да. Така е. Таа е математиката. Ја претпоставувам дека и он е свесен. Наки викал дека Максим ќе има 0. И тоа му е многу. А и Влен нема да има, колку имаше? 14? Абе как и Влен што денеска кај мене беше едно момче од Куманово и он вика дека таму се менуваат работите. Еве, Оджата од Нерез има донација, фала ти фондациони. Оджа, аман бе, од кај тие пари толку Па думај? Мароко работи и кажа, кажа човек. 200.000 кокошки има и колку рече има Ново имаше. Кози ли, што имаше? кози има 5.000. Кај у Мароко? Мароко. Марокко. Сериозен бизнес. Да. И секоја чест. Да, и вика Мечка речи му на стече нека почне и он помалку да лаже да дојде на власт дека овој нашиот македонски народ намира да лаги. Да, некој кој искрено им збори Слушај може да ги ти кажам, вади од- брат. Ја имам таа мана. Не знам да лажам. Второ, кога ме родила мајка ми, место кичма шипка ми ставила. Не знам да виткам кичма. И трето, ја не можам кога идам по улица и гледам некого тепаат, ја да вртам глава на друга страна. Морам да прашам зашто го тепаат. И ако треба јас ке степам. Да. Јас таков тип не сум. Или И тоа веројатно ме кошта до тука да стигнам во кариерата. да. И на Христијан му ставиле шипка место кичма, ама алуминска. И се витка лес. Оно и делува исправено, Да. ама под мал напор Ја попушта. образ лесно не давам. Или од калај му. Се до душа он е помлад од мене, јас сум повозрасен и не ми личи мене да лажам. А деме како е помлад може и да лаже, а? Да. Па се, ја и на негови години не сум лажал и затоа до тука сум стигнал. Он кој ќе победи толку пати колку ја што сум победил. И тоа alone, сам. Добра теза поставивте. Прашањето е кој од ова раководство на ВМРО ДПМН можеше да постигне некаков резултат ако позади него не беше таа машинерија, таа политичка партија, тој бренд ВМРО ДПМН. Затоа што луѓето кои што гласаа за ВМРО ДПМН, мислам дека на претходните парламентарни избори, мислеа дека ќе се врати времето на Никола Груевски. Таа им беше идејата, таа им беше Види. визијата која што имаа за што ќе се случува кога ќе дое Милош, ВМРО на власт. Кој што сака може да збори. Груевски постави високи стандарди. Менаџирањето на владата го подигна на едно многу повисоко ниво, како и квалитетот на луѓето во партијата. Тоа што одредени, мислам дека дури и Кристијан ја биран за директор на Елем на некој конкурс во интервјуа и така натаму, значи Груевски лично ги правеше интервјуата за одредени. Христијан е одбран на втора, не на прва. На прва на истиот конкурс. За советник. Има учествувано Христијан и на првиот пат на конкурсот. После интервјуата е одбиен, друг е ставен. Па тој што е во меѓувреме починува и на вториот конкурс Христијан влегува. Значи он бил резервна гума. Резервна гума, тоа сам да кажам. Но во секој случај Таш иде и до со 6. тоа што и странци донесе во влада и сакаше да човекот реално да направи сериозни поместувања и се направија сериозни поместувања. Овде ја сериозни поместувања за овие 6 месеца не гледам. Прво што направија, Законот за урбанистичко планирање го сменија. Така ли беше, другарчиња, или не беше така? Така беше. Па нели цело време прукаат, нели се против урбанизмот, нели они се екологисти, нели они се против урбана мафија. Прво зашто пипна Закон за урбанистичко планирање. И новите министерства. И закана до граѓаните, ако гласаат у Карпош уште еднаш за ова раководство, нема ли да потпишат? Него ќе го прашат Карпошани за... Тие никого не прашуваат. Ни мене, ни него, ни Бранко, ни никој. Вака ќе ти кажам. Он види Бранко како Вие сте пројде... како Афганистан у Карпош. Слушај да ти кажам. Појас од газа. Виде он Бранко како пројде
со такви апели 2013 година да не пројде и он така. Ако е Афганистан гробница на империи, Карпош е гробница на Партии. партии. Затоа што вие со помала партија, со помалку ресурс, колку пати победувате сами, практично 3. Два пати. пати сам, ама и 2009 на изгубена позиција го добивме Карпуш. Реално СДСМ изгуби во Карпуш, а јас победив. Sada сум на листа, 7000 мислите? во јули месец беа парламентарните избори 2008, 7220 гласа разлика изгуби СДСМ од ВМРО ДПМН во Карпуш. А вие со колку победите? Ја у прв круг водев 3650 гласа. И на крај победив со 1350, ама се бореа мушки. Тоа што Ставревски беше секој вечер. Јагнова Куновска беше? Не, тогаш беше Саша Димич. Саша Димич, ваш против. А што трнавте да кажувате за министеров за финансии? Е па Ставревски секој вечер им идеше ги строеше во Ама шеф. во Шеф на Риш беше. во штабот. Да, шеф на Риш беше. И сега тие што ми се пријатели што работеле тоа што ВМРО, прави стратегии, прави ти ќе ни направиш некој гешефт наредниот ден и цела комбинација ќе ни ја сдружиш. Знаете што ми вика? Абе немаш појма кога направивме коалиција колку бевме срекни што нема се бориме против тебе у Карпуш. Добро, барем искрени биле. Јас со она Не, јас со најголем дел од дечките од ВМРО ДПМ, јас имам многу драги пријатели од Карпуш. Верувајте, сите што ми биле советници во Карпуш, сите сме во добри односи, јас ги почитувам и тие, луѓето се. Добро, ама ние коментираме за актуелната состојба и во ВМРО ДПМН и во владата и во невисоките раководства на државните органи. Има едно општо прифатено чувство дека е паднат квалитетот на кадрите. Само да ви Имам кажам, информации сериозни кои што сум ги добил од луѓе високо позиционирани во колку ВМРО, се кои што велат дека многу луѓе кои што биле сериозни и квалитетни одбиле да учествуваат воопшто ова. колку се непринципиелни, еве денеска гласаме план за вработување за 2025. И ВМРО ДПМН гласа против. И се не ќе да станам пред сите, потоа на еден советник му викам, добро, не ви е срам? Сите што се договоривме, кадри од ВМРО ДПМ ви ги вработив. Откако ви ги вработив и по школи, и по градинки, и овде во општинава, и сега гласате против планот за вработување. Луѓе што отишле во пензија треба да се примат на нивни места други. Не ли ви е срам? Ама, знаеш, политика е... Абе, како политика? Бе, има нешто што се вика образ, принцип. Ја не знам од кај дојде овие луѓе. Како е можно, бе, човече? Значи, коалиција сме настурили се. Она што сум се договорил, јас сум го завршил. Без збор. Од прв до последен. И сега ти, додека беа твоите, го гласаше планот за... Се штом немаш више за вработување, нема проблем. Сега си против. Као живее во куќа дивоградба и во дворот 2 куќи му се легализирани, а гласа против легализација на друг да легализира. Ја тоа не можам да го разберам. Ја пак ќе кажам, тој дел од мозокот не ми е развиен. Ја не можам така да функционирам. И партија, и Свети партија, и Свети Петар. Јас прво што би рекол, луѓе, не е фер. Ја не можам тоа да го... Или, например, концерт има Перо Камиказа и донесав 40 години од постоење на меморија. Да. И, наша позната група, донесовме одлука за донацијата. Во нивната советничка група има и музичар. И го гледам, баш прашав, викам, гласаше он против. Се како можеш да гласаш против музички настан, ти си музичар. Прво партијата повеќе бе ќе те ценат ако кажеш, слушај, јас сум музичар, ние живееме од концерти, од едно од друго, ја не можам против ова да гласам, може да се лутите колку сакате. Так ќе бидеш попочитуван дека си човек со став, отколку ако си... За мене е тоа непринципиелно. Добро, ама во големиве партии тоа се покажало до сега многу пати луѓето со став биле шиканирани и биле тргани на страна. И веројатно тоа полтронство ги одржува во живот и на политичка функција и понатаму на државна функција. Јас апсолутно не согласувам, но го разбирам моментот од кај паѓаат. Ама тоа е нечесно пред граѓаните, затоа што тебе... Јас сум бил каратист и сега, ако треба да се подржи некој каратист, јас да бидам против, шанса нема.
Така од партија рек. Абе каква партија, каква се ти партија, тоа Нема додека така функционираат во државата ќе бидат резултатите исти. Има сега тука коментари, ВМРО-вциве и комуњариве се расправаат меѓу себе чив сте и кој ако не бил кој ќе победал. Има еден Диме комуњарот пишува вика да не ти беше ВМРО, демек немаше ќе те победеше овој како се викаше? Што беше против кандидатот? Душко Весовски ќе победал. ВМРО-вци вика да не ти беше СДСМ предходно, после да не ти беше ВМРО Топки што ќе победеш. Види. И сега види, што е факт е дека вие сте ги победили едните и другите. Вака сега да ти кажам. Факт е дека СДСМ победувал и без мене. Ама ВМРО никад без мене и на тој да му кажам дека без мене ВМРО ДПМН општина Карпуш само на Google можеле да ја гледаат. Вака, од згоре на Google. И прешчиња да прават тука околу оградата на општината. А СДСМ победувале сами. Тука нема дискусија. Добро сега. Тоа е Во општината збор. Луѓето не разбираат која е додадената вредност кога буквално силите, политички сили се толку блиски и тесно треба да како да кажам, еве не е дали си скромен или не си скромен. Факт е за 9 месеца губиш 7220 гласа разлика. Во март месец водиш со 3600. Тоа е колку е? Тоа е 11000 кусур гласа. Да. Тоа се надоместиле од нешто фамозно направил СДСМ, па затоа граѓаните, а зашто тогаш само во Скопје единствено опозициона општина беше Карпуш? Вие сте заборавили или сте релативно млад? Па единствена општина во Скопје беше само Карпуш. Играначалници бевме ја, Циц, Заев и Ацел Дохрид. И имаше некои посетни тамо, 3-4. Ако не било така, како ќе сме победиле? И Циц беше силна личност, затоа победуваш, и Заев реално, и Ацел Дохрид.